најава на денот кој доаѓа. Ние ви нудиме енергично и динамично будење, со актуелни теми, анализи и дебати. Утро кое ќе ве подготви за политичките, економските и културните предизвици кои ги носи времето во кое живееме. Утринско еспресо со Златев и Боцевски. Секој ден од 7:30 часот наутро на Радио Лидер и на lider.mk. Почитувани слушатели на Радио Лидер преку фреквенцијата 107,4, почитувани гледачи на lider.tv, преку Facebook, преку YouTube и социјалните мрежи. Добре дојавте и ова петочно утро во една нова епизода на нашата и вашата емисија Утринско еспресо со Златев и Боцевски. И денес мој гостин и ководител е Драган Неделјковиќ, како што Милосављевиќ, како што можам да забележам, Драган утринава си најсвеж во овие 3 дена кога сме заедно ководители на... Се навикна или што се случува? Не знам како да го објаснам во овој момент. И тоа петочно, нели очекуваме да си во... Да, не знам како да го објаснам во овој момент, ова е некоја... Или се навикна? Ново откровение. Па, не. Не знам, едноставно човек кој ќе преземе нека обврска, се фокусира, се концентрира. Види, искрено знаеш дека стратегиската цел на оваа емисија е да почне во 6 часот наутро. Само вака да ти најавам што следи за македонското радио. Почнете уште во 4, ако не. Не, во 4 ќе почнат оние кои што треба еден ден да не заменат, за да може да стекнат искуство. Да, во 6 часот ќе почне реалната емисија и ќе кажеме зошто во 6, нели? Нормалниот свет се буди во 6 часот, нели? Нормалниот свет, да. Ние што сме ненормалните, стануваме малку подоцна, што да кажаме, и момците од другата страна се смеат. Да. Не знам како стануваат и тие во рано, но добро. Јас се согласувам, нема ништо убаво од утрото, ама... Како велат, кој рано рани, 2 среќи граби, така? Или американците како велат, птицата која што рано станала, прва го наоѓа црвот. Така што е тие се тие. Ајде вака, денеска сакавме лесен да ни биде петокот, затоа што вчера се сеќаваш ни почна денот со Страшо Ангеловски, страшно како страшно. Иако почнавме со град Скопје, отидовме во Украина, од Украина до Европа, целиот свет. На крајот имавме една црна прогноза во права, затоа што светот се наоѓа на една вододелница, која што се надеваме дека добро ќе заврши, иако нештата не се одвијат во таа насока, но проблеми во рајот. Во смисол, вчера забележавме дека има определени искричења и во коалицијата собрана околу Социјалдемократскиот сојуз, но и во коалицијата собрана околу ВМРО ДПМН. Да. Ке почнеме со коалицијата собрана околу Социјалдемократскиот сојуз, имено таму следи конгрес на НСДП. Тоа е многу забавно нешто, искрено. Нели? Да, значи јас го следам колку што можам се разбира и тоа. И Горан Мицовски очигледно по секоја цена решил да биде председател на партијата, но искрено не знаев дека до толку отишле работите. Вчера го прочитав на интервју на... Тоа беше видео интервју, всушност, утрински брифинг на... Да, видео интервју не беше во живо. Потоа го прочитав текстот, каде што Тито Петковски отворено кажа дека Мицовски нема никаква програма, дека тој нема никаква намера да се бори за местото со господинот Трајковски или се вика. Трајковски, да, Кристијан Трајковски. Значи, напросто само се обидува, дури кажа заедно со известна Сонја тамо, само се обидува да се ги задржат привилегиите и ќарото тоа што го носи да се биде шеф на една политичка партија и да се биде дел од коалиција. Тоа кажува човекот кој што е основа на... Драган, се сеќаваш ли зашто на СДП се одвијат СДСМ? Не се сеќаваш? Се сеќавам, ама... Значи, тоа беше заради референдумот за територијалната поделба од 2004 година, кога условно кажано, ајде да го наречеме така, патриотскиот дел на Социјалдемократскиот сојуз се побуни и се отцепи од Социјалдемократскиот сојуз и ја создаде новата Социјалдемократска партија. И направи коалиција со ВМРО после. Меѓутоа, пази, во 2006 година ти има респектабилни 70.000 гласови на... Значи, сега веројатно прашање таа партија што има, дали има нешто. Меѓутоа, види, 70.000 гласови, ако зборуваме вака искрено, се во моментов
цел која што левица со целата помпа околу Не може да достигне. Да, не може да го достигне. Тој направи коалиција со ВМРО ДПМН, па потоа нагло, како викам во Скопје подрачна, Да, се вратија назад. се вратија назад, отида во другата страна. Во 2008 година веќе беше во предизборна коалиција со СДСМ и од тогаш, значи од 2006 година цели колку испаѓа тоа? 16 години. НСДП нема излезено самостојно избори. Знаеш како, јас ги сакам малите партии во смисол дека тие се неопходни за демократијата, за жал кај нас се претвараат во одамна се претвори. Еве, со 16 кучици во обични привезоци и тука нема што много да се разговара, за жал. Нема никаков личен идентитет. Тоа мене ме нервира. Името одамна е станато само име. Ние чекаме да видиме сега која ќе биде стратегијата на Кристијан Трајковски, се разбира дека имаме Добро, контакти со него. човекот рече дека не се откажува. Трката дури одеше до тоа што рече дека му измислуваат во партијата дека се откажал. Ова е како Можно е ова да се Па не знам, така Да. вика човекот. Види, ја мислам дека имајќи го предвид Горан Мисовски дека е можно, затоа што тој не си ја градеше својата едноставно цело време се представи како човек за правење на инциденти, кога на СДСМ му беа потребни инциденти. И не е тоа начин на кој што јас разбирам кога е човек млад во политиката да сака да остави трага, меѓутоа овој делува како семеен човек и така натаму. Меѓутоа, види, вела дека има концепцијски разлики, дури тоа го каже Тито Петковски. Наводно концепцијската разлика била фактот што сака некакво самостојување и раскинување на прегратката од СДСМ. Кристијан Трајковски, се согласуваш со оваа работа или ти дела малку пренагласена? Па тоа е единствениот начин да задржат каков таков личен интегритет, ако е тоа возможно. Партиски мислиш како? Партиски се разбира. Партијата мислам личниот интегритет се разбира. Немам ништо велам против малите партии, но ако сакаат да останат на политичката сцена, мора да променат нешто. Генерално тој е проблем на повеќето од нив. Тие се ушишкуваат, знаеш, или покрај СДСМ или покрај ВМРО се ушишкуваат и нив им е пријатно во прегратките на постариот брат или така некако. Не може вечно. Во ред некое време веројатно може, но не може вечно. Ја губат смислата на своето постоење. Зошто би биле тие? Зошто некој би гласал за некоја партија? Само затоа што таа е дел од некаква коалиција и затоа што таа партија има два-тројца наместено у парламентот или во некоја директорска позиција. Да, и некој управен одбор И таму. што со тоа? Да. Се сеќаваш дури со тебе мислам сум го правил муабетов дека онаа демократска партија на Петар Гошев од 94 и онаа либерална партија на Стојан Андов од првите избори текна Сојуз на реформски сили се сведоа на ЛДП на Горан Милевски. Па да. Па да. Значи една тажна приказна, ако можеме да ја кажеме, а демократска алтернатива пак која што зема исто 120.000, а потоа со Циле земаат и текна на претседателските 180.000 гласови, јас нема. Знаеш дека веќе не е регистрирана политичка партија. Така што точно цврста преградка може да значи проблем, затоа што Добре бе, и во другиот табор може веројатно има некакви слични варијации на тема. Да. Не знам, мене лично и ме нервира идејата на коалиција од 30-40 партии, знаеш. на чудна ти е, така? Па која е поентата на сето тоа? Значи, имаш партија со јасна идеологија, со јасна програма, со јасно поставени пред себе предизвици, што имаат намера да направат, и имаш едно чудо тамо на ликови кои што заедно не вредат, не знам, 1000 гласа, 2000 гласови, и ако ги провериш идеолошки, ако ги провериш во која сакаш смисол, веројатно не можеш да најдеш ноза се за нив. А вчера во само интервју Стефчо Екимовски вели дека јавно дека е оттежната комуникацијата помеѓу Гром и ВМРО ДПМН. Да, беше дека Гром ги исполнил сите обврски од коалициониот договор, додека ВМРО не исполнило ништо, односно нула, како што сликовито нели знае да опише Стефчо Екимовски. Добре, ова е веќе јавна работа, така? Интересно ми е и тоа што не знам дали беше сега тоа точно, меѓутоа видов синоќа по медиумите рекол дека всушност Заев е добар пријател.
што беше баш некако чудно. Нели претходно ливчето си текнува, што му барал. Да, не, но меѓутоа знаеш кој беше поинтата на тоа, дека заедно добар пријател. Веројатно се некакви пораки, јас не можам сега толку, веројатно се некакви пораки до попане. Ако е навистина дојде на ситуацијата така. Значи можно и тука, ајде, ако гледаме рационално, предпоставувам дека еве да речеме левица се факторизираше изборно, излегување на изборите. Молим, тоа е начинот. Гром и Стефчо победи нели во Карпош, можно е тој да бара тој некоја ревалоризација на својата роља внатре во коалицијата или за нешто повеќе стана збор според тебе? Што велат вака кулуарите, тоа е. Кулуарите зборуваат можеби повеќе од толку што треба. Знаеш, така што не знам, јас мислам дека ако сакаат да бидат семејство треба да си ги решат проблемите во семејството и да не го вадат вулканите алиште надвор. Сега ако сепак го вадат, значи тогаш може и не се веќе семејство. Не знам. Искрено ти кажам, ВМРО ДПМН според мене има веќе поставена победничка траекторија, тешко дека може да се случи нешто што ќе го запре ВМРО на патот да добие власта. Следните избори кога ли да бидат? Дали ќе бидат сега за 3 месеци? Ај не може да бидат за 3 месеци. Дали ќе бидат есеноска или ќе бидат наистина во 2024 година? Тоа е тоа. Не знам што би можело да се случи да ги запре во сето тоа. Јасна е интенцијата, јасно каде одат гласовите на граѓаните. И сега навистина не ми е јасно некој што бил заедно со ВМРО ДПМН сите овие години. Тешки години, нели? Тешки, па тоа што се подразбирава, го зборуваме за луѓе што разбираат малку политика заедно. Сега одеднаш ако врти грб на вистина, кога јасни се гледа веќе перспективата кој ќе ја земе власта во државата, ме е чудно. Но од друга страна може би унатрешни работи кои што ние од страна не ги гледаме и не можеме да ги истолкуваме убаво. Знаеш како е БЦСК, вака те гледа човек и вика југо супер дечко дома, кој знае каков си сега. Така е. Но добро, ова го нотираме во следниот период со Љупчо ние ќе се бидеме сигурно и ти и Горан да ги истерате работите на чистина, односно јавноста да ги чуе приказната од сите страни, нели? Така е. За да може на крајот Тоа е условот, така. За да може на крајот на грижа да се суди. Инаку види, иако куларите се прегласни како ти што кажуваш, ме научија сите овие години да разликувам помеѓу сигнал и шум. Дали шумот најчесто тоа го сведува на некои лични нетрпеливост и така натаму. Еве сега ќе ти открием една тајна во политиката. Знаеш дека дури најдобрите политички комбинации во живот што сум ги видел функционални, никогаш не дошле до ранг на лично пријателство. Дури ми се чини дека понекогаш и луѓето вака не ни можеле да бидат лични пријатели, меѓутоа умееле политички се ги најдат интересите и совршено функционираат. А од друга страна пак страстни лични љубови во политиката се прелевале во брза и страстна политичка врска која што на крај завршувала трагично. Така, затоа не верувам, знаеш, во тоа. Земја последната голема љубовна врска меѓу Заев и Бојко Борисов. Да, заборавивме на таа работа. Значи тоа беше страст. Да, тоа беше Меѓутоа се заврши трагично за Македонија. И за Македонија посебно се заврши трагично, да. Македонскиот народ реков. И за Заев исто така ми се чини. Така што се согласувам с тебе. Политика не е емоција. Политика е се само не емоција. Треба да пресметаш на кого што ти му вреди, тоа е тоа. Заеднички интерес. За жал сме веќе кај Заев и кај куларите не можеме да избегаме кога е Заев во прашање, стално него кулари се во прашање. Дали дојде и до вас, Драган, она шпекулација дека во моментов во СДСМ Струмица станала место на Аджилак? Да. Па дека министри, партиски должностници одат често во Струмица да прашаат за мислење. Не, сопственото мислење, да. И исто така дека наводно далеку поагресивно од моментот кога беше премиер, Зоран Знаев знае да се јави лично, дури до ниво на директор на јавно предпријатие, за давање насоки или за завршување на некој сфера. Значи, повторно кажам, ова е нешто од куларите, меѓутоа еве, и ова со Стефчо беше од куларите, па вчера го имавме преку малите екрани, односно јавноста директно се запозна. Значи, до вас стигнава Кирил. Да, разбира. Не знам,
сега читам некакви најави исто така колуарски за големо враќање на Заев. Не знам дали е тоа. Нели без не зборува ништо за овие претседателски избори, нели? Ама знаеш, веќе се праќаат пораки. Да. Големото враќање. За да има големо враќање, претходно требало да има големи дела, предпоставам. Да. Ние немавме големи дела во тој случај. Па каде е клиничкиот центар, на пример, еве вака, или пак што знам? Па да имаш преспански договор, што да кажам понатаму. Ама еве, тоа е не дало испадна на крајот на краиштата, затоа што да, големо не дало. Да. Не знам, јас мислев дека кога човекот реши да се откаже, дека тоа е тоа. На некој начин му дошло преку глава и реши да се повеже. Враќање сега е одлична работа. Да. Така. За жал ово што го замени мене ми изгледа дека и уште полош. Не знам. Мислам дека тама има криза. Истите тие кулари велат дека Ковачевски не може да се наметне. Па е логично е да немаш да се навикне, да се наметнеш. Тоа е опасна партија. За да се опасно место. Да, дури некои критики повторно од куларите околу генералниот секретар Миле Зечовиќ, да. Наш познаник, добар, велат дека се очекувало повеќе од него. Тоа го велат куларите. Не знам што очекуваа сега. По земја ли да оди, чуда ли очекува, не по земја. По вода ли да оди, нели? Јас мислам дека во големите партии во ВМРО ДПМН предпоставувам дека е тешко да се преживее политички. Има страшно многу ајкули, но затоа во СДСМ рече невозможно. Сите тие познати византиски игри, сите тие нивни интрапартиски, внатре-партиски, надвор-партиски комбинации, мешавини, кланови, тоа е. Јас не знам како луѓе се нафаќаат воопшто да учествуваат тоа. Ти си бил лево, ти знаеш. Јас едноставно не можам да треба да си карактер, веројатно, треба да си стварно способен за такво нешто. Абе, види, глазурата, фасадата е без, не треба да се коментира, значи. Она што исто така го знаеме дека некои од пипците на она еве, или сега популарно го викаме Deep State, така. На оној Deep State комунистички некои пипци одат и кон СДСМ. Така што премногу вектори се во таа партија во игра. Меѓутоа, што знам? Ама, знаеш како мене, у суштина и ова приказна и не ми е ни толку важно. Јас сакам да видам сликата, затоа што внатре во партијата што сакаат нека прават, едните и други. Па и во коалициите, ако ме прашаш, што сакаат нека прават? Еве, ние коментираме, меѓутоа, нивна работа. Мене ме интересира кога е некој од нив на власт, што прави за земјава. И тука за мене завршува целата приказна. Имате ли вие, момци и девојки, програма која што навистина можете да исполните? А кој на кого му забива нож во грб тамо, кој на кого му мести, кој на кого му товари, не ме интересира, нема потреба да не интересира си. Вака е забавно за како се вика тоа, за јавноста, меѓутоа реално тоа си се нивни работи. Суштината е кога се на власт, што прават. Не знам дали се согласуваш. Не гледам што прават. Ја поинаку гледам, знаеш, самата природа на партија зошто се прави? Што е разлика меѓу партија и невладина организација? Партија оди на избори, така, сака да дојде на власт и сака да управува со нас на локално ниво, национално ниво и така натаму. Да. Така што знаеш, самиот концепт внатрешна работа на партијата малку ми е, знаеш, кога сакаш да дојдеш на власт, не може да имаш внатрешни работи внатре во партијата. Мора да си предмет на оценка на јавноста. Го разбирам тоа, но не ми е суштински проблемот. Суштински проблемот ми е кога ќе видам министер што не завршува својата работа. Без разлика на целата глазура, пиар, миар. Кога ќе видам премиер што не знае да води владата. Кога ќе видам собрание, односно пратеници кои што беспоговорно гласаат, не прашуваат, не се прашуваат себе си, само дигаат рака за и против како што некој ќе им одреди. Тоа е тоа што мене не, убаво го дефинираш. Знаеш зашто? Затоа што на пример мене дури ми пречи, знаеш, по некојаш на скопски снобизам, кога еве го критикува Заев за српскиот и за англискиот и текнува.
Ако си ја работи работата, работеше работата како што треба, баш ми е гај. баш ми е гај, нека збори уште полошо, така? Апсолутно, нека не збори. Нека не збори, да. Да, така што ти знаеш, еве, снобистички тенденции, јас ги викам, мене многу не ме потресуваат. Мене многу, а меѓутоа ми пречи тоа која не се. Значи добро, влегуваме во едно жешко лето. 18 јуни, овој месец рече опозицијата. Пак повторно денеска ќе имаме гости од опозицијата, ќе опрашаме зошто баш 18 јуни, нели? Имаш ти одговор на тоа прашање? Не. Мислам дека е едноставно веројатно избран, како се вика тоа, датум врз база на некаква објективна или субјективна проценка, таа дека многу одговара, нема тука некоја, не знам, историска причина или не знам, некоја логика е најдена. Се уште не е доволно лето да бидат сите на одмор, иако 18 јуни е... Добро, стари одмори веќе се користат. Да, добро, но не е она, не е жижата на летото. Веројатно треба време сето тоа да се организира. Не знам, ја викаш ке дојде од сега, така можеби има некоја поконкретна дефиниција зошто мојот печаток е дека тоа е едноставно избрано, заклучиле дека во тој период најдобро може да поминат, нема тука некоја, не знам, голема мистерија. Берем јас така мислам. Можеби ќе ни кажат дека е чудо дека некој чудо дека некоја звезда негде прелетува. Некој со звезди се спомна, некој Меркур, сега гледам на Твитер е многу популарно, Меркур нешто. Меркур во Стрелец. Меркур во Стрелец, па го фаќаат моментот. Не, едноставно тоа е тоа. Сакаат луѓето да придаваат така значење на работи кога ги нема, знаеш. Меркур во Стрелец. Да, мислам. Јас мислам дека добро. Дека на 18 јуни ВМРО ДПМН е обврзано да извади голема маса на народ. Голема маса. Кога и притоа не мислам на свој партиски членови, туку мислам на народ. Согласно дека повторно Скопје е клучот? Па секогаш било. И но суштината е да извади голема маса на народ. Тоа е. Нема друго. Да се покаже незадоволството, така. Дека бидејќи види, одиме по улици стеѓаваме незадоволни луѓе. Јас што сум јавна личност само во некоја смисла на зборот, секој ден се соочувам со луѓе кои што ме забираат да ми кажат колку нечинат работи. Јас не можам ништо да променам, тоа е јасно. Така јас не сум политичар, но ме запираат луѓе знаејќи дека јас не сум политичар да ми кажат колку не може повеќе вака. Мојот впечаток е дека не е тоа мој впечаток дека работите се трнати од лошо кон полошо и допрва ќе биде. Не треба да се лажеме, од септември натаму не чекаат уште потешки времења. И ова што се случува надвор и нашата не да не речам неспособност, туку недефинираност во организирањето на државата прават да се чувствуваме нелагодно и се плашам дека од септември работите ќе одат уште полошо. Така што очекувам да се појаве мноштво на граѓани на тој протест. Не мора нужно да бидат сметките пак е не мора да бидат нужно про ВМРО. Да покажат дека се едноставно незадоволни од ова што се случува. На крајот на криштата, ако разберам добро, СДСМ само има намера да владе уште 2 години. Тоа се исто куларски тимови, немаат намера се повлечат никако без разлика на тоа што опозицијата инсистира на. Која е логиката? Ни 100 пати сме зборувале, знаеш, ако сака да се како партија да тераат, еве и самиот кажа дека забележуваш врвицата оди опозицијски, дека нештата се влошуваат, не се подобруваат. Во што се надеваат? Во чудо ли се надеваат? Па да, веројатно во чудо. Или она наједноставна логика, имаме уште 2 години законски и ќе ги истераме, кој што сака нека биде. Да истераме до крај, сака нека биде, бидејќи после тоа можеби нема да видиме власт 10 години. Како што беше минатиот пат, да. Има логика. Ако навистина бегаат, види, можеби ќе се изненадиме. Можеби ќе затоа што ајде да видиме кои сме, што сме на избори. Види, јас не видов други анкети, освен овие што излегоа кои што велат дека ВМРО ДПМН има веќе предност од стандардни 5%. 5% е многу. Да, кој се кој што може да понатаму да преминат во 6, 7, 8. И не видов други релевантни анкети кои што тоа го оспоруваат. Видов само изјави. Значи, мислам дека дури симулациите кои што се правени на мандати, во основа на овие анкети, му даваат на ВМРО ДПМН меѓу 50 и 55 пратеници во моментов,
СДСМ е околу 30. Тоа е страшна разлика. Да. Не можеш да знаеш народ. Не можеш да знаеш. Не можеш да знаеш Дури со знаеш, народ. може би ова кампањата нешто ќе коригира нормално малку се Кампања, тогаш и паричка доаѓа малку повеќе. Меѓутоа, дури и Зоран Иванов, нашиот колега, кој што не ја крие, би рекол, својата така, провладина ориентација, вчера напише нешто во смисол, поздрав за Зоран Иванов, ако слуша случајно, влада која што зајми пари за да подкрепи плати и пензии е осудена на харакири. И тоа се е кажано тука. Со тие збори? Со тие збори. И мислам дека тоа кажува се што правиме ние. Се зајмиме надвор, се зајмиме со тие евроврзници, се зајмиме кај ММФ, бараме пари на секаде, не за да го напредуваме стопанството, за да развиваме не знам што, не туку за голо преживување, за плати и за пензии. Петар Гошев кажа дека 1 милиарда долари дефицит. Тоа е, Ние сме дупка не видим. Не се свесни луѓето во какви проблеми сме ние влезли. Не сакам да плашам, меѓутоа така стојат А од работи. друга страна види гледам на најави дури и на овие опозицијските медиуми во Србија, затоа што знаеш нека јас знам да ги прочешлам тие но ние покрај тоа што ги гледаме овие што се јасно провладени како хепи и така натаму, на пример кога ќе промените на далечинскиот управач и кога ќе отидете кон N1 или кон ТВ Нова во Србија, вчера имаше вест дека наводно Србија е во завршни преговори со Toyota и со Мерцедес за фабрика за склопување автомобили во земјата. И се ја, знаеш, онака кога го видов, она што мене ме порази е фактот што до 2017 година Македонија беше, Вучич лично признаваше дека Македонија е дебело над Било Србија. поминало. Значи и ти тоа го мислиш така? Па, моментално, Вучич, ние за Вучич можеме да зборуваме што сакаме. Ако сакаме да му најдеме мани, ќе му најдеме стотици, особено во пристапот, во јавниот пристап, многу глумење има кај српскиот председател, многу драма. Имаше и некои добри вицови на темата, може да го кажам едниот од нив. Ајде. Но, па да, вика, седат Путин, Џо Бајден и Вучич и доаѓа вест дека Ги вика Господ или како? Не, дека имат уште 7 дена живот на земјата, тоа не за нив тројца, туку за целото човештво, 7 дена, тоа е тоа. Доаѓаат, не знам, марсовци, се ќе ликвидираат, така стојат да работат, идете кажете им на луѓето што е што. И оди Путин кај неговите, кај русите, и ни ја не ба, вика имам две лоши вести. Едната има Господ, бидејќи Господ им река, сгреши, Господ им каже има Господ, а втората е дека за 7 дена отидовме сите. Јавана и тоа е тоа, пријатно. Добро, Бајден се мести, им вика на американците, имам добра вест и лоша вест, добрата има Господ се развира, лошата е дека за 7 дена сите идеме кај него. И тоа е тоа. И застанува Вучич, им се обраќа на српскиот народ и вика имам се развира две добри вести. Едната е има Господ, разговарам со него, а втората е дека успеав да издействувам србите да добијат уште цели 7 дена. Што е тоа? Али тоа сигурно било со драма, со паузи, така да кажам, да не го шириме, имаше 10 минути да оди вицот. Зборот ми е дека со сите тие негови представи за народ, Вучич се покажа како способен политичар кој што се грижи за интересите на србите. И тоа е тоа. Вади инвестиции, се гледа, сега прочитав дека вчера информација дека просечната плата, вистинската просечна плата во Србија достигнала 650 евра. Види, не е кој знае што. Но кај нас е 29.000, не знам, рече си 500 евра, меѓутоа сите знаеме дека не е така. Значи сакаш да кажеш дека без влез во ЕУ Србија може да ја надмине Бугарија со пресечна плата. Како што тргнува? Тоа е фактичка состојба. Значи, градот прават, пустат, појди во Белград и ќе видиш што се дешава. Таму е лудница. Ајде, Белград е преголем град. Но насекаде се отвараат центри, се прави, се шири, автопатите летаат на сите страни, возови нови добиваат. Значи, едноставно најдо е начин
Дали ги надгради политиките од времето на Македонија, дали нешто друго научил, не е важно. Битно е дека успева но како тогаш го објаснаш ово одбивање од страна на Што? на многумина што се блиски до актуелната власт да признаат Како да дека признаеш било што? системот бил добар до 2017 година и не требало да се руши. Се уште слушам глупости од типот дека не биле тие инвестиции како што треба, не бил системот како што. Мене тоа види не ми се допаѓа како. И тогаш се наоѓа мани, се разбира. Влегува странска инвестиција, мали плати, ше веројатно. Да, исто јасно. така, точно, не знам. Но барем имаше Не работни беше места. совршено, имаше. нешто имаше. Да. Не сме сега во слободен пат, тоа е проблемот. Преку глава од знаеш како негде прочитав, ние сме премала земја за да бидеме сиромашни, знаеш? Да. Ние по дефиниција треба да живееме добро. Малку сме. Земјата ни е убава, не е само во некоја, не знам, сликовита пейсажна слика, туку богата. Може да биде богата без проблеми, ако ние се вложиме малку повеќе. Што се 2 милиони луѓе едно предградие на Буенос Ајрес тамо или Да. веројатно тамо кај што си бил ти не е ни предградие, тоа е веројатно некоја населбичка тамо Да. по Рио. Значи, ние сме една шака народ и неверојатно е дека сме нова дереđa. Ние треба да бидеме богати, еве не мора не знам колку богати, но пристојно богати. Мора да има за сите работи. Мора да има пристојна плата, не знам, со неколку фабрики ова се работа би се решила, со неколку големи фабрики, мислам се разбира. И не знам, ни го плакаме цехот на неискуството, на грабежливоста, на лакомоста на одредени ликови, на и добро, и на лошата географија, не викам не. Јасно. Сега би било феноменално ние да Македонија да беше меѓу Шведска и Данска, да, да да некој таков дел, или макар меѓу Шпанија и Португалија да се најде. Па дури и меѓу Франција и Германија. Да, но ете, таква е географијата, ама еве географијата покажува дека и таа се менува. Бугарите се во Европска унија, Србија, Албанија одат пристојно одат. Тоа е тоа, Албанија од една тотално забаталена земја своевремено, сега е пристојна туристичка дестинација. И се Тамо покрај гради, промената се на живее. името, ништо. Ние што добиваме? Оцена исклучија. Сега, и затоа веројатно некој побрза да рече дека ова втората лига на Макрон е добра идеја. Тоа е од очај. Тоа е од очај. Втора лига, дај што даш, да не бидеме и трета и четврта, да не бидеме никаква лига. Океј, мислам дека го завршиме нашиот вовет затоа што одиме со главниве теми околу митингот, собранието и така натаму. Добро. Почитувани слушатели, почитувани гледачи, ќе направиме една мала кратка пауза, а потоа одиме со пратеникот Миле Левков. Мала, кратка, сладка пауза. Така е, да. Одиме со него да дискутираме случувањата во собранието. Еве, можеме да видиме дека е отклучен, дека е конечно тука, не е веќе затворено собранието. Ја ќе зборуваме за многу теми, вклучително и за најавената интерпелација за собранискиот шеф на касарна Талат Джуфери. На твојот дух и на твојот организам. Знаењето ќе ти донесе сила, но карактерот ќе ти донесе почит. Мултифункционален центар за буречки вештини и спортови. The Strongest Aerodrom. facebook.com/TS Aerodrom. Секогаш и секаде со само еден повик. Сити Логистик најблиску до вас. А вие добивате чист дом, канцеларија, заеднички простори, а кухниот мајстор кој се грижи за секој ваш дефект е потполно бесплатно. Не заборавајте, Сити Логистик се тука за вас. 070 250 857. Сакаш да станеш милионер? Нова супер акција во Спортлайф. Собери најмногу тикети со еден промашен натпревар и освој 1 милион денари. Акцијата трае од 19 април до 16 мај. Вашиот тикет вреди повеќе. Во Спортлайф. Специјалистички лаборатории Спектра ММ. Лабораториски анализи по светски стандарди со најсовремена лабораториска опрема. Доверете го вашето здравје во рацете на професионалци, целосно посветени на изработка на брзи, прецизни и точни резултати. Локација Аеродром позади Тобако 2. Телефон 070 282 245. Специјалистички лаборатории Спектра ММ. За вас и за вашето здравје.
Авантурата те повикува. Биди подготвен. Опреми се во SkyMoto. Се за тебе и твојот мотор. Топ брендови, најповолни цени. Ем заштитен, ем скуткан од глава до пети. Опреми се за авантура во SkyMoto. skymoto.com.mk. Горе, на втори во Бисер, во аеродром. Утринско кафе, опуштен попладневен муабет, секој вторник бенд, а секој викенд уживанција со блуз и рок. Фатете го вашето лонгплей место и препуштете се на мигот. И удрете по некое пиво. Лонгплей кафе, Бисер, аеродром. Лидер FM 107,4. Lider.mk. Време е за утрински ринг. Почитувани слушатели на Радио Лидер, се враќаме со утринскиот ринг. Тука ни е пратеникот Миле Левков, може да посведочиме дека излегол конечно од пленарната сала на Собранието. Да прашаме сега една дилема на слобода е. Една дилема која што вака ги мачи слушателите, гледачите, твитерџиите. Крсто дојде ли од Вевчани да ви отвори вратата повторно во пленарната сала или некој друг ве ослободи? Најпрви добро утро, благодарам на поканата, голем поздрав до слушателите, до вашите гледачи. Од утро го фативме најпрви правим тајмот со обраќање од Метеж. Понатаму продолжуваме токму со овие теми еве вие кои што ги споменавте. Посем она заклучување кој што беше во собрание започна еден глобален, би рекол национален брейнсторминг, давање идеи како да се спасиме од талат и од талатираното собрание, па овде беше споменуван Крсто Муковски, беа споменувани противпожарни апарати, најразлични досетки како да се спасиме. Јас ви уверувам, нема потреба од сето тоа, има само едно решение, тоа се викаат предвремени парламентарни избори, затоа што работата е премногу сериозна за да ја спуштиме на ниво на мајтап и да даваме досетки за тоа како можеме да се спасиме. Навистина е сериозно кога првиот помеѓу еднаквите, кога спикерот на собранието се дрзнува да прави вакви неделовнички, противуставни, противзаконски постапки, затоа што живееме во држава во која што ја урнисавме економијата, имаме урнисано здравство, гледаме што се случува на надворешен, на меѓународен план, и од друга страна сега дозволуваме Талат Џафери. Тоа не е Талат Џафери, тоа се впрочем СДСМ и ДУИ, меѓутоа сега за жал нивното грдо лице е олицетворено токму преку ликот и делото на она што го прави Талат Џафери, успеваме да го урнисаме и она што го градевме на демократски план. Што се случи? Така, еве за јавноста, она што се случи, кое што стана вирално и го видоа луѓето благодарејќи нели на видеото затоа што може да го визуализираат, ние веќе алармиравме дека се случи еднаш претходно. Мислам, чинам дека беше на 11-ти овој месец кога сакавме да се пријавиме за реплика на колегата Фадил Зендели, исто така Талат нареди да бидат заклучени вратите. Иако ако го погледнете деловникот на собранието, членот 69 вели дека за реплика можете да се јавите се додека првиот репликант не започне со својот говор. Откако заврши со говорот колегата Фадил Зендели, Талат Џафери нареде затворете ги собраниските врати. Има ли тоа во деловникот дека заклучување, отклучување врати на пленарна сала? Ќе ви објаснам и тоа, само овој прв пример. И ние бурно изреагиравме, меѓутоа она што сакам да ви го кажам дека Талат Џафери е спикер, председател на собранието. Значи, постапките на Талат Џафери најпрви целосно ги следи режијата, исто како што вас овде во радио денеска не следат техничарите и тие ве вклучуваат соодветно мене, другиот гостин или вас. И овде сте вие, доминус, вие одлучувате кој ќе оди, како ќе оди во етер, кој ќе биде прекинат. Исто така, собраниските служби го следат председателот на собранието. Јасно. Така да кога ќе ви исклучат, тие не ве даваат во кадар. Јавноста не ја виде нашата бурна реакција. Јавноста ќе види дека ќе, например, ќе затајат микрофоните, ќе даде соодветен зум на спикерот кој што вели седнете на вашите места, тие не се свесни дека ние сме заклучени, дека има колеги надвор од цела кои што немаат право на збора, сакале да реплицираат на колегата Талат Џафери и впрочем така се руши демократијата, затоа што тоа е
највисокиот законодавен дом, тоа треба да биде домот на демократијата, кој што треба да има надзорна функција и треба да има една правно креативна функција, а не неговата функција да биде одредувана автократно од тала. Пленарната сала или вели собранието? Сега Вака, значи постои соодветна постапка, меѓутоа таа постапка е кога станува збор за поименично гласање. Добро. А за да дојдете до поименично гласање, постои постапка како се доаѓа до поименично гласање. Например, треба определен број на пратеници да бараат поименично да се изјаснуваме за одредена точка. И тогаш И во тој случај се заклучува пленарната сала. Се заклучува пленарната сала. А тоа е заклучува кој? Сега ќе ви објаснам. Меѓутоа во тој момент на заклучување, тоа е регулирано со деловникот и се знае во чив интерес е тоа. Тоа заклучување е во интерес на граѓаните. Например, само да ви кажам. Еве јас поднесов пример, ние поднесовме закони за измена на законот за земјоделие и рурален развој и стокови резерви во кој што се регулира оризот да биде стратешка култура и да располага со него Агенцијата за стокови резерви. Пример, постојат пратеници кои што се избрани, на пример, од изборна единица тројка, на пример, кои што ги гласале оризопроизводител. Доаѓаме да го гласаме законот, има 62 пратеници во сала, законот не поминува. Ние најмалку 5 пратеници треба да бараме поединечно изјаснување. И сега се затвораат вратите за јавноста и оние кои што ги избрале да видат како гласале пратениците кои што тие ги избрале. Практично да знаат дали биле за законот или биле против законот, да не можат да се стопиат. Пленарната сала се затвори собранието. Не, пленарната сала. Меѓутоа се заштитува интересот на гласачот во. Затоа постои институтот поединечно гласање. За вие како гласач од дома да не може вашиот представник за кого сте го дале гласот да се крие позади бројката, да каже не помина законот. А ти како гласаше? Јас гласам за. Значи немаше такво нешто. За да не се случи такво нешто, се бара после гласањето, се бара поединечно, се заклучуваат вратите и сите треба да се изјасниме како сме гласале јавно, дали сме за, дали сме против, дали сме воздржани. Во случајов тоа не беше. И тоа треба да го бараат 5 пратеници, тоа треба да го побараат. И постои чив интерес се заштитува. Сега, во овој случај може Талат Џафери сам да одлучува кога ќе затвара вратата, кога ќе се отвора вратата. Разбирате каква злоупотреба е тоа? И сега вие кога најдете дека стои тоа во деловникот, не значи дека вие можете да го применувате. Тоа исто како сте отишле на операција за синуси, се будите, немате еден бубрек. Зошто? Стои тоа во упатствата кај нас, ние го правиме и тој зафат. Вие го правите тој зафат, ама треба постапка за тој зафат. Значи, по таа логика, добро е барем тала што не е хирург, затоа што кој знае што ќе се случуваше. Така да, постои тоа во деловникот, заклучувањето, меѓутоа, има процедура кога се користи, има зошто се користи и секое законско решение мора да има своја правна логика, односно чив интерес заштитува. Сметам дека објаснив чив интерес се заштитува кога поединечно се гласа и тогаш е оправдано да бидеме затворени во салата, за да не можете вие да го избегнете одговорот и судот на јавноста зошто сте гласале против законот. И тогаш има целосно оправдување зошто некој пратеник би бил задржан во сала. Гласавме за закон за Орис, вас ви избрале од изборна единица тројка, каде што луѓето практично се занимаваат, го работат макотрпно и не можете вие да манипулирате со нив. Добро, но Левков, прашањето дека се постава, убаво ја објаснивте ситуацијата, зошто процедури и како водат. Меѓутоа Талат Џафери ова го направи. Беше потребна некоја манифестација на сила. Која беше поентата на сето тоа? Мора да има некоја логика во. Не знам дали забележувате од кога ја најавивме активната блокада во собрание, барем сега тоа е мојот впечаток и на повеќето од нас кои што сме во собрание, па и некои од луѓето кои што следат, од кога се најави активната блокада во собрание. Практично активната блокада, замислете, започна со 44 транспаренти и 37 барања за промена на дневниот 37 барања за дневниот ред беа доволни за да ги извадиме од баланс, меѓутоа од моментот кога ја најавивме активната блокада, можам да констатирам дека играта целосно ја преземе ДУИ, имаме една пасивизација на СДСМ, тоа е мојата оценка. Овде се наметна Талат Џафери како човек кој што ќе го реши проблемот. Што значи пасивизација на СДСМ? Ако забележувате, тие се
малку присутни во сала, ги нема во сала. Како толкова што ти во протест некој или што е работата? Па сметам мојот впечаток, еве погледнете ги вчерашните како ќе дојдам до тој впечаток. Погледнете ги вчерашните пратенички прашања на кои што ги поставувавме пратеничките прашања. Ќе повикам да ги погледнете првите двајца кои што ги поставуваа пратеничките прашања и господинот пратеник Ковачки и Бојан Стојановски поставуваа пратенички прашања. Погледнете дека времето за одговор кој што одговараше Димитар Ковачевски, колку одговараше Димитар Ковачевски, толку споруваше Талат Џафери злоупотребувајќи го местото. Му се мешаше во одговорите. Например, ако беше прашан премиерот за неговиот став околу средбата на претседателот на собранието со чеченските лидери, поврзани и неговото ветување да се изгради споменик на Кадиров, колку одговараше Ковачевски, толку време од говорница, злоупотребувајќи го правото, се мешаше и одговараше Талат Џафери. Тоа, на мене, сметам дека и сите кои што ги следат ситуациите, ќе укаже дека коалицијата предводена од ДУИ, односно ДУИ СДСМ, нема целосна доверба во премиерот Ковачевски. Погледнете ги неговите одговори на пратеничките прашања, тој ги чита. Првото прашање е како знае кои прашања ќе му бидат поставени. Тоа е психолошко. Се наметнува прашањето дали некој не слуша во собрание. Каде ќе треба ние да се координира? Ова е сериозно што кажуваш. И да не слуша. Варијантата Б е дека има подготвени одговори на прашање. Сега замислете, вие имате премиер на влада кој што излегува, ви одговара од напишани и понатаму продолжува претседателот на собранието кој што е страшно во овој момент е под страшен, би рекол, притисок на јавноста поради безбројните скандали кои што ги прави. Прво беше пцуењето на службеници и на вработени, продолжи со заклучување на пратеници. Сега замислете вие да сте премиер на држава во кој што дозволувате собранискиот спикер од кога вие ќе завршите со говорот да ве дополнува. Најпрви тој самиот не би требало да го направи, да го стори. Погледнете го времето, ќе видите 50% Ковачевски не ги користеше во полн обем 10 минути, например ќе говореше 6 минути, погледнете ќе видите дека секогаш беше проследено со коментар, барем од почетокот на седницата, со коментар од Џафери од некои 5-6 минути, 50-50. Вчера Џафери даде една изјава која што дел од јавноста ја пренесе, дел од медиумите мислам, дека знаеме зашто удирате на мене, затоа што јас сум тој што треба да дозволи утре предвремени избори да се распишат. Која е пораката на Џафери? Имам чувство дека претседателот на собранието, освен што ја презема комплетно контролата, практично врз институцијата, се поставува и како човек над премиерот. Номинално е така, да се разбереме, номинално е така, меѓутоа не е тој случај. Ве разберам, меѓутоа тој би требало да се постави, собранието треба да биде поставено над извршната власт кога станува збор за надзорната функција на собранието, а не кога станува збор за Талат наспроти Димитар Ковачевски. Ние постојано тоа, така, ние постојано го велиме, ние наместо силни институции секогаш тргнуваме во една игра да градиме силни поединци. Истата приказна имате и во собрание. Гледате дека она што треба да биде синоним за еден законодавен дом, за жал се претвори во синоним за Талат Џафери, синоним за раководење и водење на седниците неделовнички, со самоволни, своеволни толкување, иако толкувањето на деловникот треба да биде интелектуален напор во кој треба да се открие најпрвин која била идејата, суштината на законодавецот, меѓутоа треба да се води и сметка за основните принципи за начина на демократијата. Сосем спротивно на тоа, Талат секогаш самоволно си ги толкува кога треба да се поднесуваат, да се предлагаат закони, да се менуваат точки од дневен ред. И ви реков дека за таа активна блокада ние добивме некој впечаток дека Талат Џафери тоа го зеде како своја обврска, дека благодарејќи на тие негови досетки за толкување самоволно на деловникот ќе не спречат во нашата намера. Се виде дека не само што не спречија, туку конечно успеавме да го привлечеме вниманието на собранието, затоа што
Верувајте ми, многу е важно да ја имаме поддршката од јавноста и многу ни е важно да имаме внимание и свесност. Јавноста треба да знае што се случува во собрание, затоа што да знаете дека криминалот секогаш се случува подалеку од очите на јавноста. Секогаш кога се изгасени светлата, кога изгасена струјата, кога нема никого, тогаш се краде. И вие ако си го цените автомобилот и куќата и станот, секогаш ќе поставите аларм. Зошто? Затоа што ако некој ќе се приближи, тој аларм треба да се уклучи за да видите. Затоа е важно да имаме внимание на собранието, затоа што ние како опозиција често не можеме да ги промениме, затоа што мнозинството е на пленумот. Меѓутоа, она што можеме ние да направиме е да го притиснеме алармот за јавноста, да види за какви закони, за какви законски решенија станува збор. А врската да се заштитат на крајот и на народот. Да, добро, го рековте дека алармот е притиснат, вклучен. Меѓутоа, и од реакциите на, особено на, јас ги нарекувам тие твитер анонимците, иако тоа е влијателна мрежа, се разбира, веднаш повикате кон тоа да го решите проблемот поинаку, поагресивно. Меѓутоа, ајде, да речеме, тоа се глупости. Сигурно нема никој да влегува таму и да го напаѓа Талат Џафери со шипки, со, како се вика, тој ПП апарати. Но и за протестот што го подготвувате за 18 јуни, веднаш пред време стигнуваат тие пораки што сега еден протест ли ќе правите, камо револуција, камо не знам, влегување во влада и така натаму. Чуј само убаво што каже и главнава критика се мораме да ја кажеме, затоа што правевме една анализа на поранешните опозицијски митинзи во Македонија и дури оној најголемиот протест кој што го имаше ВМРО ДПМН, чини со ДЕА или сами беа 97 година, дури тој е подготвен многу пократко. Значи не е подготвен месец дена, тука е пократко подготвен. Баравме логична логика со Боцевски, зашто 18 јуни не се работи нели за Меркуриев стрелец, како биде тоа, не се работи за некое гледање во соцзвездија и така натаму, туку објективната причина веројатно е во проценката дека точно тој период ниту е доволно жешко, ниту е народот е се уште тука, а има време да извршите, еве ќе го оставам тоа на тебе. Немаше некоја магија, претпоставам, во целата приказна, туку здрав разум само. Така, сега имаше две прашања. Првото прашање беше нели за решенијата за таа, второто е за протестот. Да не излезе дека бегам од прашањето за протестот, би започнало од првото, па ќе продолжиме и со она кое што е значајно. Јас тоа го реков и на почетокот, влеговме во еден брейнсторминг, давам идеи како да го решиме Талат, меѓутоа луѓето или Твитер заедницата или некој не го гледаат, не ја гледаат институцијата. Например, не е проблемот во Талат Џафери како Талат Џафери, проблемот е тоа што Талат Џафери е претседател на собранието. Не, јасно. Значи таму имате 450-500 луѓе кои што се вработени, кои што се дел од службите. Вратите не ги заклучуваат Талат Џафери, ги заклучуваат полициски службеници кои што го обезбедуваат. И затоа единствено решение се избори. Сега го имаме решението, да не измислуваме други решенија. Направете вака или направете така. Никако насилство не доаѓа во предвид. Ние кога се борите против недемократи, најдобро оружје е демократија. Значи, оган се гасне со вода. Нема овде клин со клин се вади. Кога станува збор за демократски и недемократски, секогаш мора да против недемократијата да се борите со демократски методи за да покажете. Во таа насока сега зошто е митингот на 18-ти? Која е целата идеја која што ја започнавме? Најпрви најавивме дека ова не е трка на 100 метра, не е шпринт, ова е. Гледате дека тие сериозно се заглавени во криминал. Ова влада не е влада за интересите на граѓаните на народот. Ова влада е само за лични интереси. Тие немаат намера така лесно да се откажат. Ние започнавме со активна блокада, она што го нарековме во собрание, тоа е еден идиом практично, ние не блокираме туку. Секојаш кога сакате да изразите некоја сложена идеја, мора да користите идиом, затоа велиме активна блокада, па некој ќе се зачуди зошто не блокирате се. Па и човекот кој што си го бара местото под сонцето, смее да застане на сенка. Ако сте застанали на сенка, не велиме, вие не си го барате местото под сонцето, во таа насока и протестот. Ако беше протестот на ВМРО ДПМН, јас ги разбирам тие критики зошто, ако беше за членовите на ВМРО ДПМН, ние ќе го направивме вечер, ќе го направивме утре. Не е потребна никаква организација кога станува збор за членовите на ВМРО ДПМН. Она што е потребно на Македонија и ние апелираме.
е потребен протест против оваа ненародна власт во која што ќе учествуваат сите. И кога ќе кажам сите, сметам и на македонци, и на албанци, и на турци, и на роми, сите кои што се незадоволни од оваа власт. Затоа што кога не задолжуваат, задолжувањето не бира партиска припадност. Затоа што кога немаме здравство или кога ни гореа живи луѓе, огнот не бираше дали се тие од една, од друга или од трета партија. Токму тоа, поради тоа, протестот на 18-ти е протест. Не е партиски митинг. Да беше партиски митинг, ќе го организиравме сега. Машинеријата би работела. Затоа велиме дека станува збор за протест и за тој протест сметаме дека А како течат подготовките за така еден од организацијска страна? Добро. ВМРО ДПМН ќе го организира. За политичка ќе биде прашањето. безпрекорно организира. Ние до тој момент ќе го искористиме со повеќе мерки, методи, начини да апелираме и да ни се вклучат сите граѓани за конечно Ковачевски, затоа што разберете дека премиерот, оној кој што одлучува како ќе се трошат вашите и нашите народни пари и како ќе не задолжува, тие за 5 години, за 6 години не задолжија 3,6 милиарди. Па претходно во една декада се задолживме само 2,6 милиарди. Огромни задолжувања. Замислете, тој човек не видел народ. Јас не знам, еве, исправете ме вие, дали Димитар Ковачевски некојаш говорел пред повеќе од 100 луѓе? Дали постои некој настан на кој што Ковачевски говорел пред 100 луѓе? Јас не знам таков настан. Ви имате пример кој што не излегол пред најголемиот број на луѓе пред кој што говорел Ковачевски се во собрание. Погледнете, ќе видите дека празно неговите пратеници. Тоа не делува многу неговите пратеници. Што кажа, се читаат текстови. Се читаат текстови. Меѓутоа еве не говорел. Знаете дека како една кога прават анкети кај луѓето, една од стравовите кои што ги имаат луѓето е од јавно говорење. Ние имаме партиски лидер кој излегол и држал говори пред 50, пред 30, пред 40.000 луѓе говорел, и тоа е одговорност вие да и дадете ветување. И сега прв пат во историјата, вие зборувате, нели, историски направивте споредба од некои други митинзи, меѓутоа имаме пример кој што не видел луѓе. Сега ние на 18-ти ќе отидеме пред владата за конечно да може премиерот Ковачевски да види како изгледа таа маса на луѓе, затоа што него го бира онлайн. Замислете, видовте кога го ставија председател на СДСМ, имаше четворица во просторијата. И предпоставувам повеќе новинари отколку негови поддржувачи кога го гушкаше. Не, види, уште ни е таа една голема дилема, затоа што на пример човек кој што бил заменик министер анонимно за јавноста, наводно на внатрешпартиски избори за него излегле да гласат 40.000 луѓе. Останува тоа една голема енигма, затоа што 40.000 луѓе мобилизација не е мала работа. А погледнете, ние ги правевме од прилика на издемја. Направете компарација. Од една страна имавме 750 делегати, над 1000 и кусур гости, 2000 луѓе. 2000 луѓе соберени во една сала каде што на едно место ќе можете да се видите и пратеници, и бивши министри, и бивши раководители, и идни министри. И членови, да се состанеме, да се сретнеме, да се погледнеме очи во очи, да си ветиме нешто, да кажеме дека сме потврлиле. И од друга страна имавте една жална слика со една штедлива сијалица во голема партија во СДСМ, во која што штедлива сијалица, таква беше една бледа испрана слика во која што објаснува. Само чекај, Миле, зашто голема партија забележавте на тој ден мобилизација таква во Македонија на 40 луѓе да излезат да гласаат кога беа тие внатрешпартиските избори? Најпрви не забележавме, меѓутоа ако речеме не забележавме, тие ќе речат што дали не следите. Не дека ние не забележавме. Нивните членови не забележат. Значи нивните членови тие не го познаваат. Ние имаме анонимен и потоа се подигруваат, имаме за тоа скечови, наликува на Монти Пајтон, не знам дали се сеќавате на сцената кога велеше јас сум кралот на британците. И двајцата селани му вика кој ти избра тебе за крал? И овој викаше па господјата од езерото. Каков е, вика, тој крал кој што го бира чудни суштества од езера? Сега ние каков е тој премиер кој што го бираат чудни гласачи на електронски систем кој што самите си го развиле? Не, мораме види да поздравиме не видел народ. После 6 месеци му го научивме името и презимето. Тоа е ние сме поредовно го знаеме однапред. Но добро, Левков, ова е еден аспект од работата. Вториот проблем се нарекува пари и мислам дека за мене се тие поважни, сако сака да сватите ве и двајцата. Имате во најава милиарди и 500 милиони евра заемување, така? Не сме сигурни дали е толку, меѓутоа велат 900 милиони од ММФ, 600 милиарда 315. Ето,
го знаете точниот број, евроврзници и така натаму, и веќе е јавна тајна дека тие пари ќе одат повеќе или помалку за плати и пензии. Кога влада се зајми за да даде плати и пензии, тоа е еден велам владен новинар, тоа го нарече харикири. Ние другите би одели по-радикално, но ајде да бидеме повнимателни. Вашиот став. Што правиме ние? Каде со тие пари? Ние сме веќе презадолжени. Стигна ребалансот, ние ќе мораме да го разгледаме од она што го видовме првично, што можевме да го видиме, ќе ве потсетам на нешто и вратете ги сите дискусии кога го донесувавме предлог буџетот во декември 21 за 22. Погледни, вратете ги сите дискусии, имаше едно златно правило на СДСМ, сите говорници се повикуваа на него, и Ковачевски, и министри за финансии, сите велеа. Задржано е дека капиталните расходи во предлог буџетот за 2021 се повисоки од буџетскиот дефицит. И тие не убедуваа, беше планиран буџетски дефицит од 535 милиони евра и капитални расходи, односно капитални инвестиции од 640 милиони евра. И тие не убедуваа задолжувањето од 535 милиони евра во ред, затоа што ние ќе инвестираме во капитални инвестиции повеќе од колку што ќе се задолжиме, и тоа велеа дека е златното правило на предлог буџетот за 2022. И сега погледнете што се случува со ребалансот. Го зголемуваме буџетскиот дефицит, а најверојатно 100 милиони за кои што се фалеше Ковачевски дека ќе намали од непродуктивни трошења за стоки и услуги, според она што го гледаме во буџетот, не од стоки и услуги, туку од капитални расходи. А можно ли тоа е? А можно. И сега замислете, она што и беше златно правило, за да го донесат, го прекршуваат и не знам како ќе го оправдаат, ќе се прават дека не се од овде. А со најмала анализа, само, кај секој говорник ќе го најдете дека основата на ово, и практично и во документите, е тоа што буџетските расходи се пониски од капиталните но хартија трпи се. Златно правило. Сега златното правило отиде, остануваат нови задолжувања. Јас ви реков, 2020 830 милиони се задолжив. 2021 630 милиони. Падот на задолжувањето, односно на буџетскиот дефицит, требаше да биде за 22, да биде само 535. Сега тоа ќе отиде на 1 милиарда и 350 Да, милиони. ама има едно толкување дека наводно е подготовка за есенски или за пролетни избори. Наводно овие пари ќе се впомпаат во економијата со цел да се направи ефект на некоја благосостојба и да се иде на избори дека е... Па добро, ама не може да се наствари ефект, извини, вака што се меша во благосостојба, за тоа се пари доволни во ваква задолженост да поделиш некоја плата, тоа не е, тоа е илузија на многу кратко. Така е, логиката со зајмувањето за трошење за избори доаѓа од изборите од 2020, кога видовме дека 500 милиони евра практично пакетите кои што беа предвидени за ковид пакетите, над 327.000 штампани виза, платежни картички кои што беа поделени, не виден подкуп пред избори, не виден начин на водење на избори до сега, затоа што и тоа е спротивно на изборниот законник, знаете дека не смее да има трансфери, непредвидени плаќања кога станува збор, да не се навраќаме на тие теми. Така да, иако некој вели дека јавноста има кратко сеќавање, јас секој се спротивставувам на тоа, можеби не кратко сеќавање, можеби понекогаш истите финти успеват, и поради тоа сметам дека јавноста го притиска алармот дека и овие пари ќе бидат злоупотребени на истиот начин како изборите 2020, меѓутоа овој пат ве уверувам дека два пати истата финта нема да и помине. Гледате дека имаат премиер кој што има углед колку ДДВ-то на струјата, толку кој што е од прилика 2/3 од инфлацијата во неговата држава, и сметам дека тоа политичката наука во иднина ќе го формулира како би можело да биде задолжителни моменти кога треба да имате избори, кога имате премиер кој што има углед кој што е помал од инфлацијата во државата, такви се. Добро, затоа што сте постојано во најголема блискост, нормално е помеѓу пратениците. Помеѓу активистите на улица нема блискост и разбирливо е тоа. Какво е расположението помеѓу пратениците на Социјалдемократскиот сојуз околу тие се решени до 2024 година да се власт, или пак веќе има некои колебања? Па
Тоа е како некој лајт мотив кој што се повторува во една песна и секош кога разговараме тие велат ќе сврдат со главата и велат избори 2024, ние кога ќе ги прашаме ајде хипотетички и вие да издржите до 2024, како ќе ви издржи народот? Како ќе издржи народ, тие немаат одговор на тоа прашање, односно решени се да стигнат до едно место, сега кепцови са магарето на пола пат, кепцови се, сега за жал за нив, магарето е народот, качени му се на грбот, имаат угорница, го носиме цело ДУИ и цело СДСМ, кога велам цело СДСМ, мислам само на нивната партиска елита, не мислам на нивните членови, и нивните членови се заглавени во долгови, истите проблеми ги имат кои што ги има секој еден просечен македонски граѓанин, се заштитуваат елитите на сметка на народот и затоа секој од нив кој што е поразумен знае дека предвремени парламентарни избори се единствено решение затоа што имаат во моментот неодржлива ситуација, дека тоа го признаваат, во моментот не. Се држат до реториката на Ковачевски затоа што забележавте и кога го бираа за премиер и во секоја прилика тој го искористува да окаже дека ќе биде премиер се до 2024, потоа имаше и некои малку сомнителни изјави негде по медиумите во кои што најавуваше и други мандати и така натаму. Добро, но тоа се голи. Пумпање на его се вика тоа, пумпање на его. Голи флоскули. Ние зборуваме за реал политика, да не го спомнам Кисинџер сега вчера го коментирав. Реалноста на теренот, тоа јас го кажав, можеби како можеби избрзано, меѓутоа фактите велат дека ВМРО ДПМН има јасна предност која што ја одржува и таа расте. И секој нов ден практично на неодржување на избори оди во корист на ВМРО ДПМН, освен ако тоа Бацек убаво го рече, кога направат некоја не знам какво чудо. Меѓутоа 1.300 милиони да се поземиш не е чудо. Ние не гледаме простор дека во наредните месеци или еве година, две може да падне Меркур во стрелец или како веќе го викаме тоа и да се случи овдека некој голем проект што ќе речат аха, луѓе еве сега. Значи сите работи одат дека со секој ден за опозицијата е подобро. Затоа ја барам логиката, за нив би било подобро да имаат избори уште вечерва. Знаеш логиката вели, ако сега идат на избори, ќе имаат многу повеќе пратеници, многу повеќе влијание, отколку ако идат подосна. Значи, ако мислиш да си ја спасиш партијата, да остане тоа... Освен не мислам да спасуваат партијата. Вака сега, ние треба да се разбереме и пак ќе се вратиме на истите тези, зашто ги споменав истите тези. Да, тоа се можеби интересите на обичните членови на СДСМ. Меѓутоа, тие имаат лидер на нивната партија кој што не го познаваат. Имаат премиер кој што не го познаваат. И ви реков, не работат во интересите на граѓаните. Кога велам граѓаните, тие не работат во ничии интереси, работат само во своји лични интереси. Станува збор најверојатно за бизнис и за провизии. И тие немаат милост, ќе се троши до последна пара додека има пара, а потоа се прави евакуација. Потоа ќе исчезне Ковачевски, тој нема влог негов личен во партискиот, во јавниот живот, затоа ви говорев, тој нема говорено, јас себе барем не знам, нема говорено пред група по повеќе од 100 луѓе, затоа што да бидете дел од јавниот живот значи вложување. Ние сме станали сите овде рано наутро во 6:05 за да дојдеме да разговараме, за да ја слушне јавноста. Ковачевски го нема тој влог во неговиот живот. Тој инвестирал само во себе, тој го нема. Ние кога велиме не го познава народот и вие кога ќе одите на терен од врата на врата или ќе одите по села, вие лично сте вложувале, сега без разлика дали вие сте од ВМРО или од СДС, вложуваат и тие имаат нивни активисти кои што се вложуваат, меѓутоа одат и се среќаваат се. Не значи дека ние сме добрите, тие сите се лоши. Меѓутоа Ковачевски оваа партиска елита, тие не го поминале тој пат. Тие ќе трошат до последна пара и потоа ќе се евакуираат и никој никогаш повеќе нема да ги види во јавниот живот. Ама не успева тоа во Македонија. Да бидеме искрени. Ма не успева во Македонија, оној кој што не заглави него ни споминуваат. Зоран Заев сега да не се навреди никој, меѓутоа го шеташе Ковачевски како записничар, одеше до него, успеа да го направи и лидер на партија и премиер на државата, каде ни е сега? Го нема. Пред да пристигнеш, ние дискутиравме за една тема која што вака низ куларите станува се погласно за големото враќање на Заев, дури се зборува дека наводно за луѓе од раководството на СДСМ и од раководители на институции од СДСМ
Во моментот имаат едно место на Аджилак, се вика Струмица, дека редовно се оди таму по собственото мислење, како што кажа Драган. Има ли побаво тоа да отидеш некаде на друго место по собствено? Да, нели, кажи. Гениално. Гениално е, да. Да. Кажи ми го моето мислење. Ама мислам дека тој веќе за големо враќање требаше големи дела. Тоа ни беше отприлика на нас воведот, а големи дела не се случи. Да, може би се случи големи недела. Нема ни да се случат. Тие ако некако ја одржуваат логиката внатре во нивните редови, ја одржуваат токму на таа реторика кога одат по состаноци, барем тие информации ги имаме, чекајте сега ќе се преземат одредени мерки, ќе ја поправиме економијата, ќе го поправиме нашата положба и нашиот углед, тие практично сега влегува во најбезобразно лажење и на нивните членови. Тие треба да ја кажат вистината дека разликата помеѓу позиција и опозиција историско голема по анкетите. Значи ние во историјата не сме имале толкова разлика. Тие треба честно да го кажат тоа на нив. Сега зборувавме, ако ги преведеме на пример во мандати анкетиве се предност за ВМРО од 50 до 55 пратеници, ке СДСМ околу 30, што е види страшно. Ама честно е да го кажат тоа. Да. Честно е кога ќе одат на партиски средби да кажат дека потврлија, тоа е барем тоа е честно. Сега тие ја имаат власта, меѓутоа власта е неодржива и ќе падне. И таа е временски условен. Да. И до локалните избори може би имаше некаков простор да се вртат тие варијабли, бредноста од младината во локалните, кои што опозицијата ги доби со голема предност, уште пред година колку време побина. 6 месеци се. Да, покажа, значи драматична промена на расположението на јавноста. Јас не би рекол драматична промена на расположението, туку драматично ослободување на мислењето на јавноста. Бидејќи сега веќе нема враќање, јас навистина не гледам враќање, освен ако не се направат не знам какви чуда. Нема ни време. Ајде да влеземе во тоа баш. Миле, заврши ли консолидацијата во ВМРО-ДПМН? Да. Дефинитивно? Да, завршена и гледате дека ВМРО-ДПМН имаше навистина еден тежок пат ако се навратиме назад кога западнавме во Добро, факт е тоа, меѓутоа во моментов консолидацијата е затворено прашање. Се уште има искричења, се уште има тензии, крила, фракции. Не би рекол, силно сме обединети, силно сме мотивирани околу она што се нарекува презвремени парламентарни избори, она што се нарекува спас на Македонија, затоа што ова кој што го прави владата на Ковачевски, на СДСМ и на ДУЕ на вистина на една огромна штета, се напушта, би рекол помалку и концептот на чисто партиско мотивирано делување. На вистина сега ако ги погледнете одлуките и она што го презема власта, и кај мене, и кај членството, и кај членовите, и кај обичните граѓани, навистина се појавува една чиста мотивација да биде заменета оваа власт и конечно да почнеме да градиме една нормална држава во која што ние не бараме многу, ние бараме квалитетно здравство. Кога зборувам ние, мислам на граѓаните, бараат квалитетно образование, квалитетно здравство, основна патна инфраструктура и тоа е доволно и да имаме стабилна држава без секојдневни потреси во смисла на промена на законски решенија, немање правда и конечно да не ослободат од корупцијата. Тие барања не се огромни барања, тие барања на одговорна народно избрана влада реално во краток временски период. Не, тоа сакам да ви кажам, обединети сме околу таа идеја. Не, зашто прашувам, затоа што еве последен настан кој што не потсети на овие бранувања во ВМРО-ДПМН беа реакциите после соопштувањето дека ќе биде доделена автокефалност на Македонската православна црква од патриархот Порфирий на Српската православна црква, одеднашка воскресна осумината пратеници, одеднашка воскресна неколкумина луѓе кои што беа асоцирани со она, ако можеме да го наречем конгресното ВМРО, воскресна еден лик кој што можеме да го наречем дека беше носител на референдумското ВМРО, Никола Тодоров. И токму затоа е ова прашање. Сега, знаеш, предпоставувам дека можеби и подобрата клима нели, одеднашка израти некоја флора и фауна која што ја подзаборавивме. Токму затоа е прашањето. Конгресот на ВМРО остави впечаток дека тоа поглавје е затворено и се трга во нова насока.
новата насока беше дефинирана како граѓанска, ако добро се сеќавам. Така. И тука и со Драган еднаш кога дискутиравме дека ВМРО и ХДЗ имаат една среќа и една несреќа, во смисол кога се отвараат граѓански и двете партии во Хрватска и во Македонија, граѓаните немаат проблем да ги гласаат. Меѓутоа знаат понекогаш да заминат во некои мрачни патишта кога дел од граѓаните се плашат воопшто кажано да ги гласаат. Така што на кој пат е сега ВМРО ДПМН? Сега отворивме широка теоретска расправа на кој пат сме и како што рековте на конгресот беа дефинирана и доктрината и патот кој што го заземаме, практично тоа настојуваме да го покажеме во средби со граѓаните, настојуваме да го покажеме и во собрани и секаде. И сметаме дека ни е потребно и затоа и за протестот ви реков на 18-ти, потребно е силно народно обединување и помирување, затоа што и така гласиме и ВМРО ДПМН секогаш е на страната на народот, еве некој ќе може да не обвини, нели, дека го изразуваме народниот гнев, меѓутоа ние мораме да го изразиме народниот гнев затоа што сме народна партија, тој гнев за жал потекнува од народот затоа што не е едноставно да се живее во Македонија и затоа ни е потребно тоа обединување, меѓутоа ни е потребна и широка поддршка од народот, буквално од секој ни е потребна и апелираме затоа што без поддршка од народот ние, како што реков, ќе го притискаме алармот, ќе можете народот да буквално да седи од страна, да критикува, да критизира, да наоѓа недостатоци, меѓутоа ние како ВМРО ДПМН докажавме и покажавме дека имаме демократски капацитет, дека сме целосно реформирани, дека нашите врати се отворени и дека знаеме да градиме и да работиме одговорно. И сметам дека тоа е насоката во која што треба да одиме до 18-ти, на 18-ти да се види таа обединетост не само во ВМРО, реков, не е партиски митинг за членството, туку помеѓу сите луѓе, таа порака да испратиме до Ковачевски, не дека наредниот ден ќе имаме избори, меѓутоа да види колку е силна пораката од народот, така да во таа насока е делувањето на ВМРО ДПМН, е отворено, демократски. Околу тоа вчера имавме една интересна ситуација на само интервју кај колегата Гоце Михайловски, лидерот на ГРОМ Стефчо Јакимовски вели дека има проблеми во функционирањето на коалицијата помеѓу ГРОМ и ВМРО ДПМН. Еве да потсетиме фактографски дека тоа беше една цврста коалиција која што на локалните избори отиде во две колони само во Карпош, каде што имаше посебна листа и посебен кандидат за градоначелник на ГРОМ. Меѓутоа заеднички се одеше и на ниво на град, и на секаде низ Македонија, и на парламентарните избори во 2020 година. И лидерот на ГРОМ вели дека партијата ги исполнила своите обврски од коалициониот договор со ВМРО ДПМН, меѓутоа дека од другата страна не се исполнети коалиционите обврски. Зашо станува збор, Миле, кои се вие сега некои нови искричања? Навистина не би знаел да ви кажам, ќе ги оставам тие работи за партиските лидери, нека решаваат тоа на. Како е тоа во собрание, таму ниво на лидери, тоа ќе ви кажев, кога станува збор за собрание, таму го имаме колегата Љупчо Пренџов. Ништо друго освен комплименти за неговата работа, посветеност, колегијалност, еден одличен колега, вреден, многу способен, кој што многу допринесува и во квалитетот на пратеничката група, меѓутоа и во актуализирање, и во изнесување на ставови, кои што се реков во интерес на народот, не секојаш само партиски интереси, така да кога станува збор за оние релации кои што јас како пратеник ги имам со коалицијата ГРОМ, тоа е колегата Пренџов, можам само да кажам само комплименти, еден одличен пратеник. А како е во краиштата каде што ти имаш своја изворна база, еве да кажам? Така, јас доаѓам од изборна единица 3, кај нас доаѓам поточно од Кочани, гласачите се од Кочани, немаме од ГРОМ, еве сега од локалните избори влегоа советници од СДСМ, од ВМРО, победивме и во Кочани, и има еден независен пратеник и еден од ЛДП. ГРОМ нема некоја структура кај нас, така да и немам контакти. Немаш контакт. Да. А во однос на другите социјалистички имаме добра соработка. Добра соработка. Добра соработка, имаме советник од социјалистичка на листата која што беше. Пред да доеш, Драган имаше една интересна обсервација, еве да ја кажам, затоа што во куларите има многу шумови. Драган вели куларите вика се прегласни околу оваа работа, така што
Меѓутоа, добро, тема е која што треба се јавноста од интерес што се случува и мислам дека заслужуваме одговор на таа тема. Истовремено од другата страна во НСДП исто така има едно весело случување како најава за раскол излегува. Добро, претпоставам дека нема од пристојност да коментираш работи што се десува за друг политички субјект, меѓутоа мораме да замолиме да коментираш оваа изјавата на Горан Мисовски дека Талат Џафери бил најдобар председател на собрание во историјата на македонскиот парламентаризам. Значи ова е една со што му даде таква ова што кани за Тито Петков. Точно неговиот довчерашен политички лидер. И не знам дали воопшто има потреба да го коментирам. Јас сметам дека таа изјава на колегата Мисовски спаѓа во домен на емотивни изјави. Знаете, за рационалното можеме да разговараме за нешто кога е рационално, кога е емотивно. Знаете дека за вкусови не се разговара, така да беше некој во садо-мазо стил, така да не би го спречувал во она што му се допаѓа на Мисовски, не би навлегол. Ако тоа е негов, би рекол, фетиш, тоа ќе го почитуваме, нека биде. Сепак сметам дека е емотивна изјава, таа не може да биде професионална изјава, посебно цуење на службеници вработени, никако не би можел да го оценам како нешто што е рационално и нешто за кое можеме да дебатираме и рационално. Министерот Османи кај нас во емисија го бранеше, меѓу тој кај нив се работи се разбира за вратна партиска поддршка. Овде се работи за друг политички субјект пред се. Иако и тоа треба да пристојноста треба да биде граница, знаеш. Току што се подготвува да застане на челно место на партија. Јас сеќам, еве, например, не е прв пат ти да бидеш во такви ситуации кога некој твој сопартиец се излета. Па мислам дека не е вадењето дека бил најдобар во историја, вадењето е не сум слушнал, тој треба да се објасни. Значи наоѓаш начин дека сепак да се оградиш од сега не видовме дека Османи се огради кај вас во емисија, нели? Никој не побара не знам каква санкција. Ние побаравме од него одговорност. Ние не побаравме кој знае што се, ние побаравме оставка, затоа што видете логиката. Тој треба да биде прв меѓу еднаквите. На сите ни се случува, и мене може да ми се случи, и вас да ви се излета некого да навредите. Според етичкиот кодекс тој треба да добие јавна опомена. Како најмалку, затоа што тоа спаѓа во тешко. Треба да добие јавна опомена и тоа очекуваме да го направи Панчо Минов, еве ја закажал комисијата за мандатно-имунитетни и деловнички прашања на 6 јуни е закажан и тој, ако се почитува кодексот, ако не тргнат во некои лавиринти, тој треба да добие јавна опомена. И сега поентата е, ако имате еден пратеник со јавна опомена, имате 119 други пратеници кои што немаат јавна опомена, зошто тој со јавната опомена да биде прв помеѓу еднаквите? Ние одевме од таа логика, затоа што ова кој што го започнавме во собрание, ние да го смениме таа, ова е за предвремени парламентарни избори. Никој не бара да седне на тоа столче. Меѓутоа до моментот додека бараме предвремени парламентарни избори, додека усвојуваме ребаланс, додека донесуваме важни одлуки, барем на тоа столче нека седи човек кој што е достоен, кој што нема да му се случуваат такви работи, тоа нека биде краткорочната сега. Да не ја смениме приказната дека ние сакаме нов претседател на собрание. Не, ние сакаме презвремени парламентарни избори. Меѓутоа, до тој момент, дајте барем достоинствено да го водиме собранието. Таа е поентата околу Талат Џафери, затоа нема потреба за Мисовски или за било кој да излегува да го брани Талат Џафери, затоа што ние не бараме кој знае каква, ние бараме она што е поетички, а етичкиот кодекс, ако погледнете, е подпишан од Талат Џафери. Сега, ако вие сами не си го почитувате тоа, не знам, немам коментар. Нема кој. А вчера бев на промоцијата на книгата на професорката Ванковска, Македонија ни е се што немаме, еден провокативен наслов, избор од нејзините колумни, и ги сретнав вашите колеги, пратеници, професорката Гордана Слијановска и Љупчо Димовски. Прв пат, затоа тие најчесто се луѓе кои што се благодатни за разговор и за шега и така натаму, прв пат да ги видам беа толку поразени и не сака од пристојност да се зборува за Талат Џафери, а сакав да ги прашам токму околу интерпелацијата. Значи, покрај пратеничката група на ВМРО ДПМН, во моментов од кого очекувате поддршка во однос на оваа интерпелација, кога барем треба да се издискутира еве ова што се случува во собранието, затварање врати, навреди и така натаму. Има ли шанса целокупната опозиција што е во собранието да се обедини околу ова? Се надеваме, затоа што еве и за јавноста ние многу често една од
функциите кои што е најнапаѓана е пратеник, и кога ќе се каже пратеник, си викат вие седите само таму и лежите и земате плата. Меѓутоа, во суштина не е едноставно, затоа што имате закон, едниот закон има 500 членови, другиот 280 членови, едниот е не знам за платежни услуги, другиот е рековме за земјоделие и рурален развој, третиот е за криптовалути, перење пари и спречување тероризам, и вие тие материјали треба да ги прочитате, да ги разгледате, треба да се подготвите, да се спремите. Ајве немаме работна за да знаат слушателите, немаме работна. Да знаат слушателите. Сега споредуваме или со нешто што сме гледале во други развиени демократии. Колку политички стручни лица му помагаат на Мира Левков во читањето на материјалите? Да знаете дека имаме многу малци асистенти. Лично колку асистенти има Миле Левков? Немам асистенти, имаме 7 или 8 на цела пратеничка. А колку асистенти има во изборната единица? Ниту еден, така? Нема, да. Ова е, да. Чисто да знаете. И сега замислете, точките од дневниот ред се валат како од лото. 7 точка, 8 точка. Вие не можете физички, не можете да дојдете со сите материјали. И затоа ние бараме поддршка од целата опозиција. Овде кога станува збор, уште кога најавивме активна блокада, се приклучи Беса, Алијанса на албанците беше малце порезервирана, меѓутоа ќе потсетам дека на 9 има еден ден пред да почне активната блокада, ние имавме законодавно правна комисија на која што стигне автентичното толкување за законот на игри на среќа од Артан Груби. Овде го притиснавме алармот и веднаш ни се приклучија пратениците од алтернатива, од Алијанса, Атнан Незири и вечерта на Алса чинам дека беше, или Даути јавно истакна дека заедно со нас го блокира штетното мислење кое што го даде, така да. Уште еден конфедерален закон од Дуи, тоа беше, можам така да го наречам. И повторно го нема Ковачевски, да знаете. Никаде го нема. Некои автентични толкувања можат да имаат значење како цел нов закон. Да. Значи, едно автентично толкување може да ти вреди колку цел закон. Драган, знаеш дека од целиот бивш комунистички земји што преда во демократија, автентично толкување остана само уште во Македонија и Молдавија. Па, најдобрите, нели да? Примери вака за парламентаризм. Може да ти заменат цел закон, мислењето го дава некој од влада ќе го даде, овде видовме. И каде е подлобата на власта тука? Артан Груби, секојаш имаат огромна доверба пратениците од мнозинството, тие не знам ни дали ги проверуваат, ајде, може би ги читат, не знам дали ги препрочитуваат два пати материјалите или да размислат што би значило тоа. Видовме дека она што го предвидува законот за игри на среќа практично монопол на државата кога станува збор за игри на среќа, во голема мера се компрометира со толкувањето на Артан Груби. Видовме дека и 3-4 дена порано си пуштиле еден оглас во службен вестник во кој што се бара партнер за една нова лотарија и ја пресретнавме таа игра колку можевме да ја пресретнеме, меѓутоа пак ќе повторам, пленумот е нивен. Ние ќе должиме, ќе имаме безбројни дискусии. На крајот на денот тие ќе го поминат. Затоа ни треба поддршка од јавноста и затоа ги повикуваме луѓето дека треба да излезат на 18-ти, што помасовно, што побројно, затоа што само демократија и ново мнозинство е решение. Се друго ќе биде брейнсторминг за решавање на проблем. Брейнсторминг или брейн дрейн, Драган? Брейн дрейн. Да, ни недостасува, знаеш, понекогаш вака, иако делевме англискиот вака и српскиот на заев, ако ништо друго барем од забавни причини. Во ред, мислам дека е 9 часот. Петок е 9 часот. Почитувани слушатели на Радио Лидер, почитувани гледачи на Lider.mk. Денеска во утринско еспресо со Златев и Боцевски, наш гостин ни беше пратеникот Миле Левков. Денеска исто така мој гостин и ководител беше Драган Милосављевиќ. Немој неделјки два пати. Да. Милосављевиќ. Еспресо со Боцевски и Златев, а Златев го нема. Златев го нема, да. Главниот говорен уредник е истиот, Љупчо Златев. Додека автори сме тој и јас, Ивица Боцевски, а за техничка реализација ни помагаат Димитар Митровски и Димитар Ѓураковски. Ова беше утринско еспресо со Златев и Боцевски во ководителство со Драган Милосављевиќ. Уште еднаш да повторам морам за слушателите и за гледачите. Ви посакуваме пријатен викенд, пријатен петок, почитувани гледачи и слушатели, а од понеделник повторно се гледаме со Љупчо Златев и се надеваме дека ќе ви донесеме нови ексклузивни информации и од културата, и од политиката, и од економијата.